Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Дозволете да ви кажам нешто. Вашите гребови не се покриени. Тие се отстранети. Бог повеќе не ги памти. Тој ги отстрани како исток од запад и секој ден е нов ден и ти можеш да имаш сосема нов почеток. Како изгледа здрава слика за себе си? Ако ви речев денес сакам да отидете дома и да имате здрава слика за себе, како би изгледело тоа? Дозволете да ви дам неколку точки. Човек со здрава слика за себе може да рече: јас знам дека Бог ме создал. Ти не си случајност. Ти беше создаден. Намерно, внимателно, сложено создаден во мајчината утроба со Божјата рака. Со Божјата рака. Ти имаш отпечатоци од прсти кои ги нема никој друг во целиот свет. Ти си уникатен и било што е уникатно и поскапоцено отколку нешто што е, исто како и се друго. Бог има план за тебе. И тој те сака безусловно. Навистина ми се допаѓа овој стих во Ефесјани 1:4 и 5. Така што во неговата љубов тој не избра. Може ли сите да речете: јас сум избран? Повторете уште еднаш. Бог не заглавил случајно со тебе. Тој те избрал. Те извлекол тебе. Сушност, тој не зел за себе си како негови во Христос. Тој не ни избрал затоа што сме заслужиле да бидеме избрани, туку затоа што ние веруваме во Исус и тој не гледа нас како во Христос. Тој не избрал за себе си како некој што е во Христос. И тој го сторил тоа уште пред постоењето на светот, па така тоа значи уште пред ти да направиш нешто правилно или погрешно, тој те избрал. Знаете, не знам за вас, но јас мислам дека на сите им се допаѓа да бидат избрани. Сите сакаат да бидат некој што е избран. Знаете, Библијата вели дека ние сме зеницата во неговото око. И ако ти не сакаш тоа да го гледаш предуховно, само размисли. Ако одиш во продавница, гладен си, сакаш да купиш едно јаболко, ти нема само да влезеш и да си одбереш едно, да отидеш до касата и да го купиш, ќе земеш неколку, ќе ги провериш убаво и ќе го земеш она за кое веруваш дека ќе биде најдобро. Бог вели: вие сте јаболкницата од неговото око. Вие сте јаболкото кое тој би го избрал. Вие ќе речете: па како би можеле сите ние да бидеме зеницата во неговото око? Затоа што Бог е Бог и тој може да направи се за секого цело време. Затоа тој може да каже: ти си посебен, ти си најдобра, ти си најважна. И навистина да го мисли тоа затоа што тој може да има таква интимна специјална врска со секој еден од нас во исто време. Ајде, нема да ве пуштам да си отидете денеса додека не одлучите да се допаѓате на себе си. Вие велите: јас сум 10 килограми потешка, како би можела да се сакам себе си? Искрено, ако почнете да се сакате себе си малку повеќе, можеби ќе изгубите некој килограм. Затоа што ќе ви кажам едно од нештата што се случува кога не се сакаме кои сме. Постои празно место внатре во нас што понекогаш пробуваме да го исполниме со храна. А ние не сме навистина гладни за да јадеме нешто друго. Ние сме гладни за исполнување кое само Бог може да ни го даде. Но тоа е друга проповед. И немам време да зборувам за тоа. Дали некој барем малку го разбра тоа? Во ред. Затоа некогаш изгледа како без разлика што и да јадете, никогаш не сте полни или задоволни. Исус рече: ако јадете од мене и пиете од мене, во Јован глава 6, никогаш нема да бидете гладни, никогаш нема да бидете жедни. Јас сум живата храна. Јас сум живиот леб. Јас сум живата вода.
И така, како што реков, тоа е за друга проповед, но ќе бидете изненадени колку нешта ќе бидат поправени во вашиот живот ако одлучите да се сакате себе си на здрав начин и да знаете кој сте во Христос. Ќе ви кажам, ако го слушате ова повторно и повторно, тогаш ова е добар подсетник за вас. Но ако ова е прв пат што слушате нешто вакво, ќе ви треба доста време да го впиете, тоа што некако ние мислиме дека скоро духовно е да мислиме дека ние не сме добри. Јас сум само сирот, мизерен, кутар грешник. Јас сум едноставно ужасен човек. О, Боже, извини. Знаете, понекогаш ние стануваме толку... Всушност, јас го сторив ова претходното утро. Ние се навикнуваме да се извинуваме толку многу и јас претходното утро, не знам ни зошто го реков тоа, но реков, ох, Боже, извини. Беше скоро како тој да рече, зашто? Јас мислам дека ние секогаш се извинуваме за себе си затоа што едноставно знаеме дека не ги исполнуваме ветувањата. Но токму затоа ни треба Исус. Јас не велам дека не треба да се извинуваме за нашите гревови. Библијата вели да плачеме, да жалиме и дури да тагуваме за нашите гревови. Но јас имам научено како да го направам тоа доста брзо. Веднаш да се вратам до знаењето која сум јас во Христос и да продолжам со добрите нешта кои Бог ги има за мене. Знаете, на еден од празниците и прославувањето кои евреите го имале, кои јас не ги сватив претходната вечер, кога размислував на една од тие прослави наречена 10 дена на стравопочит. Тие се покајувале 10 дена. Јас можам да го сторам сето тоа сега во Христос за неколку секунди. Гледате, сега не станувајте толку религиозни со мене. Па, чекај малку, знаеш, јас не мислам дека треба да се чувствуваш толку добро за себе си. Вие заборавате неколку кратки зборови. Во Христос, во Христос, во Христос, во Христос. Слушајте, јас знам што не сум без Него и тоа е помалку од ништо. Но ако вие сакате да имате било каква победа во овој живот, подобро да почнете да знаете кој сте во Него. Павле го знам, Исус го знам, но кој си ти? Ајде, подобро да се опуштите. Сакам да слушам добри старомодни извици овде, ова попладне. Дали знаете колку е прекрасно да не мора да се мразите себе си повеќе или да не мора да се споредувате со некој друг? Не мора да се молите како некој друг. Не мора да ја проучувате Библијата како некој друг. Едно од најстрашните нешта во светот е да не бидеме избрани. Кога јас бев во основно училиште, децата правеа толку глупави нешта. Едноставно, така беше во тоа време. Игравме бейсбол на физичко и оно што ќе го правеше учителката, избираше двајца од целиот клас да бидат капетани на двете екипи. Некои од вас се сеќавате, нели? И потоа капетаните стоеја таму и избираа. Сакам ти да бидеш во мојот тим. Другиот велеше, те сакам тебе во мојот тим. Те сакам тебе во мојот тим. Најстрашното нешто во целиот свет беше мислата дека ќе останеш последен и ќе знаеш дека никој не сака да си во нивниот тим. Се уште се сеќавам колку лошо беше тоа. Дали некој се сеќава на тоа? Тоа значи дека многу од вас сте... Ние сме од друга ера. Јас не бев, јас бев просечен играч, но сигурно не бев добар играч, па така јас никогаш не бев една од тие кои ги избира први, втори, трети, па дури и во средината. За среќа не бев ни последна,
Но се сеќавам колку лошо беше да мислам дека можеби ќе сум последна. И еве го нештото со кое можеш да си заминеш одовде денес, со самодоверба. Ти никогаш нема да бидеш последната која е избрана од Бог. Тој веќе те избрал. Тој веќе верува дека си посебна и тој те сака. Ти никогаш нема да мораш да се чувствуваш никој не ме сака, затоа што Бог те сака. Ти си неговото омилено дете. Ти си зеницата во неговото око. И ти не мора повеќе да седиш во црква, да ги гледаш луѓето овде на бината и да си мислиш дека ти имаат нешто што ти немаш. Ќе ви кажам што имаат тие. Ти имаат дар кој Бог им го дал. Ти имаш дар кој Бог го ставил во тебе. И сите тие се еднакви во Божите очи. Се што ти треба да направиш е да го правиш делот кој што Бог ти го дал тебе. Престани да седиш на маргините од животот. Само да си седиш таму и да се обидуваш да им се восхитуваш на сите луѓе за кои мислиш дека се им оди во животот, бидејќи на никој од нас не му оди се. Подобро да му се заблагодариме на Бог за тоа. Така што во неговата љубов тој не избра. Не зеде за себе си како негови во Христос. Второто нешто кое треба да го знаете е дека вие сте скапоцени. Ѓаволот сака да си мислите дека сте безвредни, зарем не? Зошто постојам? Што правам? Јас сум само мајка. Знаете, тоа е најлошото нешто кое може да го кажете. Јас сум само мајка. Мајките се најпрекрасните луѓе на земјата. Мислам, навистина и искрено, тие се феноменални. Влијанието кое вие можете да го имате над вашето дете. Влијанието кое го имате во вашиот дом. Жената ја поставува атмосферата и расположението во незиниот дом. Освен ако не сте мажени со мојот маж. Тој нема да западне во лошо расположение без разлика што и да сторите, но ја знаете поговорката. Ако мама не е среќна, никој не е среќен. Па и до некаде тоа е вистина. Вие сте скапоцени. Ајде да погледнеме во Софонија 3:17, ако некогаш не сте ги виделе овие стихови. Ова се стихови за извикување. Господ твојот Бог е среде тебе, семоќен спасител кој спасува. Тој ќе се радува на тебе со радост. Тој ќе одмара во тивко задоволство и во неговата љубов тој ќе биде тивок и нема да си спомне за минатите гревови, ниту ќе се сеќава на нив. Тој ќе ликува над тебе со песни. Така, кога ќе станеш денес и првото нешто на кое ќе се потсетиш е што си направил погрешно вчера. Тоа не е Бог, тоа ти го прати ѓаволот. Знаете зошто? Затоа што тој сака дури уште пред да започне денот веќе да мислиш на се што е погрешно со тебе. Ја сакам да почнете да се борите против ѓаволот со тоа што ќе станете наутро. И првиот пат кога ќе слушнате нешто такво, отворете ја устата и речете: Бог ме сака. Наредниот пат кога тој ќе се обиде да ти каже некаква лага, речете: јас сум посебна, јас сум скапоцена. Знаете, јас му одвркам на ѓаволот. Јас велам, можеме вака да се играме цел ден. Ти ќе ми кажеш што ја не сум, а јас ќе ти кажам која сум. Јас пешечев претходното утро. Одев како секој утро и поради некоја причина, тој ден јас бев едноставно... Ѓаволот ми го полнеше умот со осудувачки и критички мисли за различни луѓе. Ви кажам нешто за тоа за некоја минута, затоа што многу често ние се чувствуваме виновни ако сме искушувани и дозволете да ви кажам нешто. Искушението не е грев. Искушението е искушение и тоа е добро нешто ако можете да се спротиставите на тоа искушение и без разлика како се чувствувате, да продолжите да го следите Бог. Морав да повторам 3 пати. Овие мисли доаѓаа и јас зборував гласно во моето соседство. Замолчи, ѓаволу. Одев уште малку повеќе, еве доаѓа друга мисла. Замолчи, ѓаволу. После третиот пат тој свати дека јас нема да замолчам ако тој не замолчише. Ти му одврќаш на ѓаволот.
Исус му одвраќаше. Тргни ми се од патот, сатано. Ми стоиш на патот, ми пречиш. Замолчи, ѓаволу. Исто како да го рекол тоа затоа што токму тоа го мислел. Ајде, некој од вас ниту еднаш не сте го сториле тоа во животот. Сте го слушале ѓаволот дење и ноќе, сте верувале во неговите лаги и сте верувале на се што рекол за вас. Тогаш не доаѓате на црква пеејќи "Замолкни, ѓаволу", ако нема истото да го сторите дома. Ох, непријателот почнува да се гневи. Вие почнувате да се опремувате. Вие сте задолжени да си одите дома и да бидете опасни. Третото нешто што треба да го знаете е дека вашата вредност не е основана на она што луѓето го мислат за тебе или како се однесуваат со тебе. Туку е одредена според тоа што Бог вели дека си ти. Најголемиот затвор во кој луѓето живеат е стравот од она што другите го мислат за нив. Најголемиот затвор во кој луѓето живеат е стравот од она што другите го мислат за нив. Вистинската слобода доаѓа. Веќе не ни е потребно некој друг да ни каже дека ние сме прифатени и ценети. Луѓето си мислат, имаш нова фризура или нешто ново и знаете, едноставно не можете да си дозволите да се чувствувате добро за тоа, се додека повеќе луѓе не ти кажат дека е добро. Знаете, ние секогаш ги прашуваме луѓето ако некој ни не вели ништо. Дали ти се допаѓа како сум облечена? А потоа им се лутиме ако речат не. Мојата асистентка е паметна. Ово утро јас реков, облеков палто што го купив. Не планирав да го носам овде овој викенд, но го купив за секој случај и тоа некако е друг стил од она што обично го носам и го облеков. И реков, дали ми стои добро? Таа рече, па ти изгледаш добро во се. Јас си помислив, со други зборови, не ти се допаѓа толку многу, зарем не? Но таа е попаметна од мене, таа е пофина од мене. Јас најверојатно би рекла, не, воопшто не ми се допаѓа. Ајде, тука ли сте? Еј, ако ви се допаѓа, носете го. Не мора да добиете одобрение од сите останати што да правите. Не знам дали ова е премногу слобода за вас. Некако чудно се однесувате. Четвртото нешто кое треба да го сторите ако планирате да имате здрава слика за себе си и да можете да речете се допаѓам на себе си, не ми се допаѓа се што правам, но одбивам да го уништам животот за кој Исус умре да ми го даде, со тоа што нема да се прифатам себе си. Јас се сакам себе си. Не ми се допаѓа се што правам. Јас можам да седам овде и да ви кажам дека не ми се допаѓа се што правам. Јас понекогаш кажувам нешто и си мислам, ох, Джојс. Навистина е лошо кога ќе кажеш нешто, а тоа е снимано за целиот свет да го слушне. Ти велиш, ох, Джојс. Не ми се допаѓа се што правам, но јас се сакам себе си. И не го велам ова со никаква гордост. Јас верувам дека Бог сака ние да се допаѓаме на себе си. Да, размислете малку и видете дали ќе сватите. Добро, знаете нешто? Колку повеќе се допаѓате на себе си, толку повеќе ќе им се допаѓате на другите. Колку повеќе се допаѓате на себе си, толку повеќе пријатели ќе имате. Знаете зошто? Затоа што на луѓето навистина не им се допаѓа да морат постојано да прават ти да се чувствуваш добро за себе си. Тоа е тешко. Зошто едноставно не почнете да се чувствувате добро за себе си? За да не мора јас постојано да се обидувам да правам да се чувствувате така. Ајде, не одите си дома, дами, и не му давајте одговорност на вашиот сопруг да ве прави среќна. О, па ти не ме правиш среќна. Па ти не ме правиш среќен. Па ти не ми правиш да се чувствувам добро за себе си.
Јас не велам дека не би било убаво ако луѓето го прават тоа, но бидете таква личност на која постојано и е потребно тоа од некој друг. Земете го тоа од Бог. Да убирајте си го во вашиот дух. Знаете, едно од најдобрите работи кои Бог некогаш ми ги кажа, затоа што јас бев таква, па Дејв, знаете, Дејв не го прави ова, Дејв не го прави она, и Бог ми рече, ќе престанеш и да му ја даваш на Дејв одговорноста за твојата радост. Некој од вас можете да отидете дома и да имате на вистина добар брак, ако само престанете да ја давате на вашите брачни партнери, работата да постојано ве прават среќни. Тоа вредеше за да дојдете овој викенд. Ајде ви реков, вредеше да дојдете овој викенд. Одете дома, почнете да го правите тоа и вашиот брачен партнер веројатно ќе ви плати да дојдете овде наредната година. Ќе те моли да дојдеш повторно. Наредното нешто е што јас имам пропусти и слабости, но јас исто така имам способности и јаки страни. Песна над песните 4:7 вели: Тој извика: О, љубов моја, колку си убава, нема ниту дамка на тебе. Вау, а тоа всушност е во Библијата. Песна над песните се уште е предизвик да се разбере. Јас никогаш не ја сватив косата на коза и неколку слични работи, кои што јас толку не би посакувала да ги имам, но тоа е љубовна приказна помеѓу Бог и неговите луѓе. Ох, љубов моја, колку си убава. Немаш никаква маана. Еве што сакам да ви кажам денес. Бог го гледа вашето срце. Да, тој ги знае погрешните нешта кои ги правиме. Тој не пресведочува, тој не поправа и за среќа, тој што ја започна добрата работа во нас, ќе ја продолжи се до последниот ден овде. Тој како што ја започнал добрата работа во вас, ќе ја заврши и ќе ја доврши до крај. Ние сигурно имаме области во кои треба да се менуваме. Ние сигурно имаме нешта кои ги правиме кои не се правилни. Но слушнете ме, Исус не е фокусиран на тоа. Ајде, ми остана 8 минути да ве уверам. Тој не е фокусиран на се што е неправилно со вас, затоа што тој веќе знае се што некогаш ќе направите погрешно, уште пред тој да ве избере. Бог не заглавил со вас, тој ве посакува. Тој ве сака. Бог го знае секој збор кој го имаме во нашите усти, кои се уште не сме ги изговориле. И тоа е најверојатно една од моите најголеми грешки. Јас се уште можам да кажам некои многу глупи нешта понекогаш. Ако сум изморен или сум лута, или што и да е. И најчесто ние им ги велиме на луѓето кои највеќе ги сакаме. Ние го правиме тоа затоа што тие се заглавени со нас и најверојатно ќе ни простат. Вистина не ми се допаѓа тоа за себе си. Но знаете што? Тоа не го спречува Бог да ме употребува и јас не сум онаму каде што треба да бидам, но и не сум онаму каде што бев. Јас дододов оддалеку и имам уште многу да одам, но јас не се фокусирам на тоа колку далеку треба да одам. Јас се фокусирам и празнувам колку далеку сум стигнала. Нема да му давам на ѓаволот повеќе од моето време, бивајќи мизерна за нешто што сум го направила и за кое не можам да се вратам и да го поправам. Но Исус плати за тоа со неговата крв. Дозволете да ви кажам нешто. Вашите гревови не се покриени, тие се отстранети. Бог повеќе не ги памти. Тој ги отстранил толку далеку колку што е запад од исток. Секој ден е сосема нов ден и ти можеш да имаш сосема нов почеток. Сакам да кажам уште еднаш. Ако ѓаволот направи да не се допаѓаш на себе си, тој веќе ја победил битката во твојот живот.
Научи да се гледаш себе си на начинот на кој што нашиот небесен татко не гледа, а тоа е во Христос, избрани, скапоцени. Тој те сака, тој ти дава дарови. Ти си навистина прекрасна и треба да го согледаш тоа.